Струмичките земјоделци бараат титна средба со министерот за земјоделство. Цената на зелката се спушти на 18 денари за килограм, а откупот е со рестрикции. Не се купуваат сите количини кои што ги имаат земјоделците. Колку толку да изнајдеме некое решение за решавање на дадената проблематика. Ако не се одзва на нашето барење, што ќе се случува, останува самите земјоделски производители да го кажат во текот на времето. Зелката е веќе негде околу 80% излезена, она ќе ош 2 до 3 дена. Ама ќе иде домато, иде краставиците. Ево краставицата денеска 30 динара на квантешки струмица. Ќе иде пиперот. Ако не се презема, ако останат таква хаотична состојба, ни самиот не сум свесен што ќе се случи, не знам. Имаме амбасади, не сакам да кажувам за Израел, како доаѓаат, како шетаат тука, како се промовираат нивните производи. Кај е нашата амбасада? Кај се нашите дипломатски представништва? Украина, Молдавија, украинци имаме едно чудо, јас за Боријево зборам. Украина е во Боријево. Нема поддршка, магазинерите воопште не се криви од купните пунктови, дури и сакам и да ги пофалам. Производителите реагираат дека преживуваат и дека ќе пропадне целата раноградинарска сезона доколку не се реши проблемот со пласманот. И цела струмица чека од земеделието, да не се правиме многу политичари, значи дајте да најдеме сходно зелката да патува за Русија, да најдат средба со амбасадор руски и да може да се отвора пазарот. Министерот за земјоделство денеска во Кавадарци изјави дека ја следат состојбата и се подготвува понуда за рускиот пазар. И ние ги правиме сите напори за да овозможиме и олесниме, да го лесниме тој процес во извозот. Во Москва разговаравме за царинските давачки кои што ги има Македонија и навистина влеговме во еден целокупен процес оваа година да овозможиме нови пласмани и тоа постојано го работиме. Во моментов зелката не се извезува во Русија и Украина, а причина според министерот Николовски е што овие држави имаат увоз од други земји по поконкурентни цени.